Добра вечер, драги гледачи, кога веќе не е ден. Јас сум обичен Номил, а вие го следите Времето денес. Бран насилство го заплиска денеска нашиот главен град, кога мирните протести на вработените од туристичките агенции пред собранието излегоа од контрола и се претворија во отворен судир со граѓаните кои правеа контрамитинг на истото прашање. Според очевидци, судирот станал неизбежен, кога околу 1000 туристички работници се издвоиле од својот табор и почнале со проспекти од грчки хотели да ги гаѓаат учесниците во контрамитингот. Кога го замавале народот со проспекти, туристичките работници извикувале: "На одмор во Грција! На одмор во Грција!" На таа провокација, инаку кротките македонски граѓани изреагирале бурно и возвратиле на нападнот со канонада од кредитни картички и со скандирање: "Кажете ја цената! Кажете ја цената!" Имам информација дека полицијата со помош на дипломатите од грчката амбасада во Скопје интервенирала веднаш, фрлајки кон разјарената толпа нови визни и визирани пасоши, патни осигурувања и зелени картони. Со тоа толпата била смирена и било успеано да се воспостави контрола. Мија пак јавува дека се повредени околу 500 учесници во нередите, кои што веднаш се хоспитализирани и хотелизирани во хотели со 7 звездички на Халкидики, Крв, Тасос, Родос, Миконос, Парастос и други рехабилитациони туристички центри во Грција. Долнени и Зрзе. Куклиш и Бориево. Уланци и Бистрица. Не знам, Раштак и Булачани. Волково и Сонја. Оморани и Пузалјка. Горњани и Турија. Долнодупени и Белјадровци. И горно и долно Сонја. Ако? Немој да се љутите само. О, господине Болен Дојчин, што ве боли денес? Душава ме боли. Бидете малку по-конкретен затоа што ќе ни дое полиција. И јамашко бев во протестите. А, и? Со што ве погодија? Со кредитна картичка или со проспект? Мене со переци ме мава. Абе мава. Абе бубрезиве, соль ми направија. Тогаш ве болат значи бубрезите, а не душата. Сега ќе ти кажа. Слушај. Ко се затепа народот со овие од агенцииве, знаеш. Си реков, чекај да видам, али некако можит со убо да се среди работава. Советник ли сум, шо ли сум? Па му се подкачив на Мисирков. Абе не ме гледај така, мисля на споменико. И почнав да викам колку што ме држи гласот. Аман, луѓе, немојте, не боли, Ама не вредите меѓу себе да се пизмите за 1 годишен одмор. А имате и други места по светов, кај што мојте да се пржите на сонце и да се онадите в море. Леле, луѓе. Абе, само што го реков така, сите застана. Како го викате то во телевизија? Како го викате? Во стоп кадар. И ме гледа чудно. После се растрга малу, направија шпалир, се завртја кон заптиите, да им го опра, и почна да викаат: ово е предавник, удрете му чотек. Леле, луѓе, и тога и цела жандармерија ми се нафрли да ме мават. А бре, Господ во народ на носија го видов.
Бре, ме здрвија од утек и ме остаја така да лежам тука, пред ногине на Мисирков. И си лежев. Шо да пра? И ете тја сестра ми лепа Ангелина. Леле, ко ме виде. Леле, огрде од ужас и се скамени. А бре, не стој така просто, ми велам ја. Наоѓај од некаде 300 лакти платно да ме завиткаш. А таа ми вели, немам 300, имам само 125. Завиткај ме со 100, вела. Ме завитка и дојдов. И сега? Како и до сега? Абе, ќе се умират по полек. Ајде, отидов ја сега. Брази. Тоа беше нашиот пациент Болен Дојчин. А сега, да видиме какви вести ни носи Силјан Штркот. Ама се залетал. Писта! След. Ја! Па многу често, но 10 пати сигурно. Па добро, едно 10 на 15 пати. 10 пати. Па може 3 пати. 5 до 6 пати. Во глобала 3 пати, последно време 2. 15. Прилика 5 до 6 пати. 4 пати. По 2-3 пати, со децата. Па што знам, зависи на 10 и на 15 пати. Многу. 10 минимум. Па, не знам, околу 50 на пати. Па не 100 пати, ама 10 на пати. Зависи кога како. Тоа беше нашиот пациент Болен Дојчин. А сега, да видиме какви вести ни носи Силјан Штркот. Господине Силјан, добар ли сте? Добар, фала Богу, баце. Многу добар. Би рекол 5 баце. И штом се залепи во зинот, дотрча Болен Дојчин, ми поземи некое лакто од платното, па и јас се завиткав. Кажете ми само дека носите добри вести. Позитивни, само позитивни. А јас сум крајно позитивна птица, баце. Например, само што се вратив од кај нашион јужен сосед, и со задоволство можам да констатирам дека сите наши туристи што престојуваат таму, како и повредените од нередите во Скопје, се добро. Абе, како луди баце ги трошат парите на УЗО, суфлаки и шопинг, влегуваат во минус салдо, задоволувајќи ги апетитите на своите дечиња што по цел ден јадат сладоледи од 5 евра. Абе, со еден збор, баце, преубаво. Сега ќе ми извините, морам да одам. Жена ми само што снесла нови јајца, па нема кој да ги лежи. Зашто ќе одела со другарка и на козметичар, баце. Ајде, летнав јас. Тоа беше нашиот Силјан. А сега на ред е временската прогноза со нашиот дежурен кривец, со нашиот дежурен синоптичар, старословенскиот бог, громовникот Перун. Па сега не знам, да речеме можда прво би го опоменила. Сега ако е некој близок, ама сега ако е некој подалечен, па можда најдобро е да се пријави, па има кој да ги решава тие проблеми. Не сме ние на тоа ниво да се расправаме со него. Ако го видам, ќе се избегам. Значи, ја ќе тргнам. Не знам, може би му возвратила.
Сега, најмногу. Има повеќе работи, нели? Треба да потенцираме нешто. Одговорноста. Карактерот. Да. Само карактерот. Карактерот. Само тоа да. Карактерот. Па карактерот, убавината, све. Верност. Своја лична работа не би сакала да коментирам. Па се, затоа што добро се согласуваме, се ни е супер. Убаво ни е наредена работата. Тоа е тоа. А сега е наред е временската прогноза со нашиот дежурен кривец, со нашиот дежурен синоптичар, старословенскиот бог, громовникот Перун. Добро е. Господине Перун, што ќе кажете вие за времето? Времето, ко време, си тече. Тече иревизибилно. Да не кажам неповратно. Не можеш два пати во иста река да се избањаш. Така? Така е. Рака на срце така. Тебе никој ништо не те праша. Како не ме прашавте, сега ме прашавте. Реков мукла. Дали ти рс наверен гром? Чекайте. Од ветро небо. Чекайте, вие кога зборувавте за реката, рековте така. Така се става секогаш кога. А убаво му кажав да не ми упаѓа у збор. Временска прогноза за денес нема. Заради овој овде, мене ми се одмили да прогнозирам. Е, погаѓате сами.